користиме присуството овде во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров да поразговара малку повеќе со директорот за она што како инвестиција направено изминатите 3-3,5 години и кои се проблемите, што е она што перманентно се провлекува како проблем во ова училиште во минатиот период. Горане, со твоето доаѓање овде, мислам дека наследивте лоши меѓучовечки односи. Тоа беше првата работа која вие ставивте ад акта. Како успеавте во тоа? Многу тешко е да се работи со луѓе. Да, секако тоа. Не би рекол дека имало нарушени односи, но не знам, ете, може би... Не средени е така. Не средени, мислам, добро, кај на сега во училиштето функционираме заеднички. Добре. Сите предлози, сите идеи заеднички ги разговараме и мислам дека и заради тоа функционираме добро. Не одбивате ни една идеја? Никаква идеја која што е во интерес на училиштето не се одбива. Се се можностите колку дозволуваат, иначе заеднички верувам секој во училиштето сака училиштето да биде на едно повисоко ниво. Секаква идеја е добре дојдена, добронамерна идеја и со оглед на можностите се реализира. А досега верувам дека многу работи се направија, што е огромно задоволство за мене. Има многу работи кои што беве во почетокот, кои што имало работи кои што не се средени, но во овие години мислам дека ги средуваме до оградување на училиштето со метална ограда која што не била, нормално уредувањето на училишниот двор кој што ние сакаме да покажеме дека можеме и дека знаеме да го направиме. Тоа сето е од нашите ученици, нашите професори. Значи, морам да кажам дека ние сме училиште кај што се изреновирани сите тоалети. Сите 6 тоалети се реновирани. Подовите во училиштето се сменети со гранитни плочи кои што биле од 50-60 години. Во самите училници? Во самите училници имаме еден дел кај што се сменети скоро, сега имаме во другиот дел, но постепено. Ставено е во планот за реализација, се надеваме дека во најскоро време ќе се реализира и тоа. Најголемата инвестиција беше во реконструкција на зградата. Реконструкцијата на кровот и фасадата беше од витално значење за нас, бидејќи тоа го баравме многу години и увидовме дека со заменувањето со новиот кров и новата фасада, термофасада, стварно се заштедува енергија за грејење. Нашето училиште е заеднички со Средното училиште Чирос Панџов Брко, грејењето ни е на нафта и морам да кажам дека и јас не верувам дека се заштедува толку. И нормално и учениците се осеќаат, се чувствуваат потопло. Расадникот нешто планирате да направите? Направите ли тамо нешто? Имаме таму направено нов расадник, сега сме во тек на изготвување на нов стакленик. Добро. Имаме многу работи кои што ќе се направат во скоро време, но морам да кажам дека во долниот дел од училиштето една многу годишна болка, да кажам јас, бидејќи населбата, дивата населба, не знам ни како да ја кажам, населба која што е во до училиштето, имаме... Луѓето од таа населба ви прават проблеми? Имаме проблем кој што секојдневно се соочуваме и со полиција и се, но како одат годините, се потешко функционираме во тој дел. Долгогодишен и треба системско решавање. Долгогодишен, разговарано и со општината, се надевам дека би морало во најскоро време, не знам какви се можностите, да се регулира тоа. Бидејќи не е добро не само за нашето училиште, и за околината во околу училиштето. Фактички се оштетува вашиот имот, меѓутоа се нагрдува и го околината на училиштето и на селбата.
А тоа би било во втор план оградување на околината. Ние имаме проблем од првенствено од материјални С кражби, така? Па да. Не можете ништо да оставите на ведро небо. Овде имате и... Имаме работилница долу од дрвопроработувачката, имаме таму сега од Министерство за образование ни дадоа и 2 нови машини за потребите на практична настава. Значи работилницата ќе биде најдобро екипирана, најдобро со материјални средства се, но страф ни е како ќе функционираме. Тоа е разговарано многу пати, но се надевам дека ќе се најде прикладно решение за сите. Така е. Имате ваш објект во Михајлово. Како функционира тој во овој период, што планирате со него? Ние како училиште се гордееме дека имаме многу представителен објект во Михајлово, бидејќи и целокупниот околина околу детското одморалиште Михајлово е шумата цела е во училиштето. Стопанисувате вие? Стопанисуваме. Нашите ученици во наредниот период, се морам да признаам со овие година и пол, колку се веќе со пандемијата, ни се нарушија сите начини на нормално функционирање, но се надевам дека сега и нормално се надевам од септември ќе почнеме со нормално функционирање во училиштето. Нашиот објект кој што се наоѓа веднаш над детското одморалиште Михајлово ќе биде максимално искористени за нашите ученици, не само од шумарско-дрвопроработувачката струка, од сите ученици, бидејќи тој објект располага со 24 легла кои што се, да кажам, солидни за условите кои што ги имаме, и објектот го користиме првенствено за изведување на практична настава, но и за други работи кои што се потребни за нашите училишта и нашите ученици. Дали ковидот негативно влијаеше на одвојната настава овие 13 месеци, колку ви попречи или пак ви придонесе за подобрување на настава? Секако, како и во целото општество, и нормално и ние не сме надвор од функционирањето на општеството, нормално дека се поремети, се наруши кај нас, значи нормално беше во онлайн настава, практичната настава се изведуваше во училиштето, но мораме во состојбите кои што беа одредени месеци, и нормално и тоа беше намалено, бидејќи имавме и голем број на позитивни и моравме да пазиме, да внимаваме на сите, пред се здравјето да го зачуваме сите. Сега кај нас малку е, морам да кажам, од пандемијата и го изгубивме нашиот драг колега професор Чиро Спиров, кој што многу не е во работата и во... Па да, баш во шумарско-дрвопроработувачката струка, тој ни беше нас, како да кажем, еден од најстарите, и ние така си милувавме сите, го викавме шефе. Ни беше главен. Браво, ви имате респект према него. Огромен. Горан, долго може да зборуваме. Овде е вашето стопанство за производство на уго, грозје и вино. Како ви работеше винаријата, 2-3 збора да ни кажете. И вкупно, како ги закружувате процесите во овие 3,5 години? Дали бе успешни од ваша страна и од страна на професорите или не? Од тој дел од земјоделската струка и таму имаме да се пофалиме, бидејќи винаријата, мини винаријата што ја имаме, е максимално искористена. Имавме одлични ученици, кои што, морам да кажам, па скоро сите имаа свое лозие, произведуваа вино, ракија дома. Ги натеравте да се надпреваруваат? Да, имавме и надпревари, кај што... Значи имавме повеќе надпревари кај што они и сами донесуваа свој производ од домашното производство, а има и свој надпревар кој што имаме 6 сорти на производство на вина и секоја група, клас си произведуваше. Значи учениците тие се интересни работи кои што треба да бидат нормални кај нас. Самите ученици, нормално со нивните ментори, професорите,
Значи, целокупната работа заеднички се работи, учениците се трудеа да направат што по-добро вино. Добро. Исто и кое што морам да кажам дека е за потребите ние правиме символични количини, но тие ги подаруваме, ги поклонуваме на сите училишта, дел од општина, значи за презентирање на трудот на учениците и презентирање на училиштето. Така да мислам дека и во тој дел, бидејќи кога ќе се увиде дека нешто функционира на добро и секогаш сакаме да биде и уште подобро и верувам дека во наредните години нашето училиште, а тоа не е зацртано и сите заеднички во училиштето, нашето училиште да биде ценето пред се. Добро. Си го брате стариот сега и што го имаше некогаш? Да, значи јас секогаш сакам да ги слушнам повозрастните. И нас ние како помлади мака кога ќе слушаме какво било училиштето, а како се соочуваме сега. И јас заради тоа пред се сакам училиштето најпрвен да го вратиме на старите патеки кои било и оттаму да продолжиме да биде подобро. Значи, добро пределба. Нашето училиште било центарот за и се уште е, но Кадрите во Македонија беа произведувани овде. Да, морам значи целокупното, значи во функционирање во одделот на струките. Нашето училиште е вклучено во сите работи кои што се било да е за донесување некакви закони од областа на струките кои што од земјоделството и од шумарството. Така да кај нас училиштето е расадник на добар кадар кој што натаки може да придонесе во општеството. И нормално ние со тоа ќе се гордееме најмногу, бидејќи ако имаме кадар кој што успешно функционира, сме ја завршили работа. Одлично интервју, мислам дека потполно и се предадовте на оваа професија која ја обувате и со вашиот однос придонесувате училиштето да се го врати стариот сјај и става старото реноме. Меѓутоа сега, рекоте вие, и сосем на крајот, барам ваш одговор, мора да се следат современите модерни текови поврзани со IT технологијата, колку е таа во функција на знаењето и помошта на градење на една личност со средно образование, кое во иднина би можело да даде многу за државата. Па како сега овие работи кои што се прават новите дуалните паралелки во цела држава, кај нас сега се дел од шумарската струка, наредната година ќе бидат и од земјоделската струка. И значи првенствено тие паралелки ќе добијат најнови, најпресни сознанија од делот од струката кои што изучуваат. Сепак мислиме дека ние како училиште имаме одлични услови, но практична настава која ќе изведуваат во фирмите, кои ќе бидат нормално дека фирмите првенствено од земјоделската струка, како што е Винарска визба, Гоце Делчев и Тиквеш, сепак имаат пософистицирани, како и начини, методи. Така да тие работи се неминовни во образовниот процес, не можеме да останеме со начини, методи од многу години наназад, сепак во животот се тече, се менува, идат нови начини кои што се неизбежни. Благодарам многу што ми бевте гости. Овие промени што се направени во ова училиште со помош на Горан Велковски, директор на ЗШУЦ, Ѓорче Петров се на вистинско место и во вистинско време, заради тоа што иднината е пред учениците. Покрај доброто знаење треба и добра пракса, а на таков начин може да се оди напред. Да се прави добра економија, да се произведува добар кадар. Ово училиште кадар што ќе се произведе веројатно ќе има своја иднина и свое вработување. Толку во интервјуто со Горан Велковски, директор на Земјоделско-шумарскиот училишен центар од Кавадарци, кој последниве години прави навистина многу за развој на средното образование во државата.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.